Лошиот коџабашија, што дури беше жив, праеше лошо и од која умре, уште полошо. Чита Александар Станојков. Во некое големо село имало еден коџабашија толку лош, што беше проплакало детево мајка од неговата лошотија. Прв предавник тој бил не само во тоа село, ами и во многу села. Господа чуа кај што ќе клаеше око. Од корен ќе го откорнел со сечелат тој што ќе му влегол в нему во носо. Што ќе посакал од некого, без друго требало да му го дај. А ако не му го даеше, со сила ќе му го земеш. А ако не можеше со сила да му го земе, ќе му го украдеше или ќе му го земеше. Страв и трепет беше од него. Сите селани му се боеја. Многу пати на суд оделе да се плачат од него, арно ама судот бил ортак со него, тики не слушал сиромаси селани. Од многуте дави што беше праиле селаните и никому судо не беше му ја видел, беше му го кренале умот да одат на суд да го судат. Најпосле му легнале на неговото сакање. Како сакаше, тој така праеше. Ништо друго не беше му останало, отколку да молат Бога за тој да го накажи, а некој да го отепа, ја да умри, да така да куртулисаат од него. Друго чаре немало. Најпосле му се преполни чашата, што рекол некој, и паднал лошо болен. Виде веќе оти ќе умира и ќе куртулисаат селаните од маќите негови. Проклета смрт, си велел сам со себе. Како не ме осташ да поживеам и да му дојдам одако на мои веселани, за да и направам астрет да бидат за една корка леп и со врвца да и опашам, да и по смртта да ме паметуваат, кога сум бил јас коџабашија. Џанам, јас ќе му кројам еден маривет на овие селани, што и по смртта да и опашам со врвца. Чекај да и повикам, ја ќе се простам и да му го кројам ќулаво. На тоа згора прати протуѓеро да и викни сите селани да се простат со коџабашијата. Слушајќи тоа нешто селаните, со голем ќеф беа отишле при коџабашијата, чунти чуја оти ќе умира. Шуќурна Госпо што ќе не помилува и ќе го умри коџабашијата, да не куртулиса од големите маќи него и што не и даваше. Така си велеле селаните кога оделе да се проштаваат при коџабашијата. Се наредиле околу коџабашијата на столои и сите во очи му се пулат со невесело лице, ја го жалат. Браќа селани, еве јас веќе умирам и вас овде ќе ве оставам, а пак јас на тој век ќе одам, пред Бога ќе се јавам да ме суди за моите грешки, а пак јас толкова грешки сум направил што теќе има друг погрешен од мене, а пак сите грешки што сум направил со вас, сите сум ги направил. Божи, и вие да и знаете моите грешки што сум ви направил, Ардоба, јас сакам усто да ви се исповедам, колку што сум ви сторил и да ви сакам проштење, чунки така сум слушал од стари. А ако си исповеда човек греоите да зебјава пред луѓето што му сгрешил, луѓето да му простат греоите, а пак ако луѓето му простат на човека на овој век, да тој век и Господ ќе му простал. Од тој себаб ве викнав, браќа селани, да ви се исповедам што грешки сум ви направил и да ви посакам прочка. Море, скрши си главата, пцој се и да дека ќе ти прости мене, ти ќе Господ сполај му не знаит, оти детево мајка проплакала од тебе, ти ќе не ќе те пресуди и на Лазар наказано ќе те клај во вечна призерзевуло, си велеле селаните сами со себе. Слушайте сега, навеја на што зло сум му направил. На Вели Петок го предадов на конак за права Бога и го кладов апс. Да лежат целиот велик ден апсаана, со нијето да му безчестам жената. На Божина му ја усвојав ливадата без да му дам 5 пари за неа. На Ѓорѓија му усвојав ограда без 5 пари да му дам. На Димитрија му го усвојав
најарниот конј без 5 пари да му дам. На колета му го зедов биоло и апс го кладов дека ми посака пари. На митрета му изгорев 250 стопија жито и пак него апс го кладов. На орда на сеното му го зедов, си изранив овците и не му го платив. На Петрета 2 кила жито му зедов за семе и не му го платив. На Ристета пратив турци и му го отепав поголемиот син, дека не ми се поклонуваше. На Стевана му и потурчив чупата. На Трајка куќата му ја запалив. На Цветка гумното му го запалив. И на останатите посиромаси селани 300 лошоти су му направил. Не само на вашите селани су му направил лошо, ами и на сите селани што се околу нашето село. Ете за тоа ве викнав, браќа селани, да ви се исповедам и да ви речам да ми простите. Простено и благословено да е од нас ко џабаши, му рекле селаните као нажалено, као мајчиното ни млеко. Сите му бакнале рака и се простиле. Ви благодарам, браќа селани, што ме простивте, беде толкова грешен, што треба да ме обесат на ад пазар, да ме гледа мало и големо и да ме колнат за моите лошоти. Слушајте ме, браќа селани, уште нешто што сакам да ви кажам и да ве молам. При се што вие мене ме простивте, ами уште колку има друзи селади што не ме простиле, кој од нашето село, кој од друго село. За сите да речат, Бог да го прости, еве што сакам да ми направите по смртта. Да ми ископате гробо над село горе на раскрстицата и да ми врзите на ортома на гуша, да крај од ортомата да ми го изваите надвор од гробо и да напишете на една плоча овие зборови. Овде лежи код џабашијата од нашето село што направи со илјади лошоти на народ. И за тие лошоти требаше да го обеси судо. Арно, ама судо не би късмет да го обеси и ние селаните му ја кладовме ортомата на гуша и го извадивме краја од ортомата надвор за секој човек што ќе помини да го вати крај и да го потргни велејки, ти требаше да се обесиш, а не да умреш. Ајде, Господ нека те прости. Така велејќи свето, браќа селани, велки Господ ќе ме прости и мене грешен. Ако ми направите како што ви велам, Господ да ви поживи челат, стока и Господ да ви чува полет од град и суши. Така му рече и откоја се прости, си отидоа селаните по дома радосни. По некој ден умрел код џабашијата и селаните многу беа се израдувале од и куртулисал Господ таа змија троглава. И отидоа на раскрсницата кај што му нарача код џабашијата и му ископаа гробо, да му кладоа една алка на гуша од ортома, а пак крајот на ортомата го извадоа од гробо надвор и му ископале една плоча со тие зборови што му и нарачал код џабашијата, без да знаат сиромаси селани што му мисли тој проклет код џабашија и по смртта да ја запусти и да ја сотрит, чунки судо беше негов јатак на лошотиите. Кој човек поминуваше, сеќе се вратеше и ќе му ја пееше плочата, та ќе ја ватеше ортомата и ќе му ја тргнеше, велејќи као што пишуваше на неа. Поеќето му ја тргнува ортомата за инат што го пизмеа, а помалцина за да речат Бог да го прости кај што починал. Од збор на збор, отиде дури в уши на судо, оти филјан код џабашија го закопале на една раскрсница и алајлем го обесиле селаните што го пизмиле. Кога му се кажало тоа нешто на судо, на часо беше пратил судо максус човек да види дали ќе биде таа работа. Кога видел пратениот човек, вистина ортома имало од гробо надвор, кажал на судо и се кренал целиот мезлич, та отишол кај гробо и собрале сите селани, та го откопале код џабашијата и која го виделе со ортомата на гуша.
Сио Мезлич поверувал оти селото одинат го обесиле дека и мачил многу. На тоа згора и пресудиле селаните да ја обесат сите на една ортома. Къс къврак му и врзале рацете наопаку и ја однесле на конак, та Илја му се дало да и бесат, али сургун да се сторат со сечелат и сета стока да му се плени и царско селото да биди. Во 24 сати прав и пепел стана тоа пусто село од тој проклет коджабашија по умирачката негова. Како што му го кроја ќулаво и така му го кладе на глаите. Ете, колку е лошиот човек лош на животта и уште полош по умирачката да му прави пакост на човештиното. Спроти оваа, има една друга за еден коджабашија што и мачал селаните. Од која умрел, го врлиле селаните насред село пците да го изеат. По некоја година главата од коджабашијата била во еден ендек од тркалена и грејќи децата бишка. Во главата беа се запатиле едно кртило оси и кој што ќе поминел таму се ќе го укасаше. Деца, чупи, мажи, едно друго, едно чудо искасани од тие пчели и до најпосле ја видоа главата во трњето и се сетија селаните да ја изваат главата од трњето и сред село да ја изгорат пред целото село. Едно утро рано ја изваиле главата од трњето и ја донесле сред село, та сите селани донесле по еден кош слама и ја запалиле сламата да ја изгорат проклетата глава што прави пакост и коска која станала. Му удрија борината на сланата и се вивна да гори од кај што беше тивко времето, кога дувнал еден силен ветер, та целиот пламен беше го дигнал на угоре и паднал на една куќа од селото и се запали. Дури да појдат селаните да угасат, се запалила друга, трета и целите селски куќи изгореа, дури изгоре главата од проклетиот коджабашија. Ете ти друг коджабашија полош од смртта што животта.